Бевме фиром, сега сме РНМ. Телевизија Алфа постави прашање до Министерството за надворешни работи за приказната на Алфа за фактура од повраток на данок на македонски турист, неодамна вратен од Грција. Зошто во графата за тоа од која земја е лицето кое бара повраток на данок, не стои цело име во кое се содржи зборот Македонија, туку само РНМ, што е скратиница од новото уставно име на државата. Па од Министерството не информираа дека во текот на утрешниот ден ќе ни одговорат. Ако во графата на држава, односно country, сега стои РНМ, наричи се сите интернет вести меѓународни конференции, наместо граѓани на Република Северна Македонија стои Северно Македонци, што според договорот од Преспа е погрешно. Непосредно по подпишувањето на договорот, представниците на владата ги убедуваа македонските новинари дека ова нема да се случи, па дури и дадоа упатство за како да се имплементира Преспанскиот договор во медиумите. Во упатството стои: придавката македонски да се употребува кога е поврзано со етнички и културен идентитет за народот, нашиот јазик, историја, култура, наследство, територија и останати особености. Ваквите термини во овој контекст се особено различни од оние што се употребуваат и се поврзани со регионот на Македонија во Грција. Правилни примери: македонски етнички идентитет, македонски јазик, македонска култура. Неправилни примери: други придавки, вклучително и северно-македонски, македонски и северно-македонски, не треба да се употребуваат. Од МНР вела дека по нивното укажување на непочитувањето на ова упатство, најголем дел од грешките се отстрануваат. Од Министерството за порталот МКДМК вела дека анализата покажала дека најголемиот дел од грешките во медиумите биле ненамерни. До овој момент е реагирано на околу 120 текстови на медиуми, НВО, тинк-тенкови, државни институции. Во најголем дел промените се веќе направени, кај некои се уште се чека на промена. Анализата покажува дека најголемиот дел од грешките се ненамерни и со оние организации со кои стапуваме во контакт, промената ја прават релативно брзо. Инаку, вчерашниот ден е обележан како 1 година од подпишувањето на Преспанскиот договор.